Почитувани, лицето на транзицијата, символот на криминалот и корупцијата, главниот соработник на аболираниот засторен криминал политичар Зоран Заев, имаше можност да им се извини на битолчани за сите лаги, неисполнети ветувања и криминалната транзиција по која битолчани го паметат СДСМ. Радмила Шекеринска, главниот соработник на Зоран Заев, во рек Битола гледа само уште еден бомбона бизнис и ништо повеќе. Вчера во Битола, Радмила Шекеринска продолжи со вообичаената навика да ги лаже битолчани и се обиде да ја прикрие неспособноста на раководството на рек Битола. Ова се извешта и од Регулаторната комисија за енергетика од 2010 до 2018 година. И не само што последната година не е рекордна во производство на електрична енергија, туку е убедливо најниска. Радмила Шекеринска не знае дека податоците за производство на електрична енергија се документирани и се чуваат. Во последните 10 години во термоелектрани Битола највисокото производство на електрична енергија е во 2011 година, 4189 гигават часови, а најниско во 2018 година 2603 гигават часови. Со тоа, лага е дека заради заштеда и домакинско работење ќе се инвестира во заштита на човековата околина. Битола руши рекорди во загадувањето веќе трета година поред. Така наречената модернизација на електростатските филтри, поради начинот на кој ја водите постапката, ќе одземе најмалку уште 3 години. Тоа е уште една голема лага и е далеку од сите ваши предизборни ветувања. Вистински и реални заштеди ќе направевте доколку се инвестираше во собствена механизација на комбинатот, уште едно ваше големо предизборно ветување, зашто воопшто не е ни започната постапката. Зарем мислите дека граѓаните на Битола го заборавија тат, кога 30.000 граѓани останаа без своите заштеди? Зарем мислите дека битолчани ви заборавиле дека ги оставивте на улица со уништувањето на индустријата, затварањето на Фринко, Битола Текст, Јавор, Социјален борец, Прогрес, Иднина и уште многу други компании? Господјо Шекеринска, Битола не ви верува повеќе. Никој во државата не верува на вашите лаги, на оваа ваша купи ден политика врз грбот на граѓаните. Доаѓа вашиот и на вашиот ментор Зоран Заев политички крај, а со тоа и крај на агонијата во која што ја втурнавте Република Македонија. Заедно со граѓаните победува ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија и започнува обновата на Македонија. Ви благодарам.